Секој доаѓање во црква треба да биде свеченост. Треба да биде израз на нашата благодарност што може да дојдеме живи и здрави и денеска да се поклониме пред Господа. Не само што ги дадовме нашите дарови пред која минута, туку дојдовме да ги предадеме и нашите срца символично пред Бога, зашто тој големиот Бог беше со нас во текот на целата ова календарска 2021 година. Верувам дека нашите срца се преполни со благодарност, што можеме денес не само да се видиме, да се поздравиме, да пееме песни и да го славиме Господа, туку и да го обновиме заветот со Бога. Денеска е посебна 13-та сабота, во ова тримесече, четврто и во ова календарска година. Пред да пристапиме кон овие символи, кон чашата и кон лебот, а пред тоа да го обавиме и обредот на понизноста, би сакал да размислуваме за агапе љубовта. Што е тоа љубов? Од каде потекнува и што е низината причина? Кои се особините на вистинската љубов? Интересно, кога апостолите сакале да пишуваат за љубовта, во тоа време се употребува еден израз за љубовта ерос, но тие не го користат, туку користат друг збор. Кој збор го користат? Агапе. Ајде денес да размислуваме за агапе љубовта. Зошто вистинската љубов е така ретка појава, иако повеќето луѓе, сите ние копнееме за една таква вистинска љубов и среќа? Тоа се повеќе прашања на кои треба повеќе време и подетална анализа, браќи и сестри, но ние денес ги размислуваме, како што спомнав, за библиска перспектива на агапе љубовта. Нема да навлегуваме во тој филозофски концепт на оваа тема, нити ќе се занимаваме со оние други изрази, туку ќе зборуваме за она изворната агапе љубов. Значи, што е тоа љубов? Дали е тоа начело? Дали е тоа чувство? Дали е тоа страст, занос? Или можеби од сите тие работи што ги наброев помалку има? Што е вистинската љубов? Денеска постојат многу книги кои се напишани за љубовта. Значи, книги постојат, песни, поезија, проза, многу писатели се занимаваат токму со поимот на љубовта. Постојат разни дефиниции. Ајде денеска да видиме што Библијата ќе ни одговори на прашањето што е тоа љубов. Отворете со мене заедно, ако сакате, прва Јованова посланица, 4 глава, 16 стих. Значи, прво послание на апостол Јован, 4 глава, 16 стих, вака вели: И ние ја познавме и веруваме во љубовта, која Бог ја има кон нас. Бог е љубов. И кој останува во љубовта, останува во Бога. И Бог останува во Него. Според Библијата, вистинската љубов извира од Бога. Тоа е таа агапе љубов. Подосна љубовта се дели на повеќе делови, како што е филеи љубов, братска, сестринска, меѓусебна љубов и она ерос љубов, љубов која тука во кругот на семејството помеѓу сопругот и сопругата. Но од каде потекнува љубовта? Ако се вивнеме горе на небото, на третото небо, таму кај Божиот престол, ќе видиме дека според Библијата и според она што ни го кажува духот на пророштвото, се вели дека горе на небото владеела хармонија, владеела една прекрасна вселенска хармонија на љубовта. И секое суштество горе на небото се однесувале и живеле според таа хармонија, според таа љубов. Во непосредна близина на Исуса Христа само една личност можела да биде. Која е таа личност? Луцифер. Значи, поред тројството, само Луцифер имал право да доаѓа. Тој како во една канцеларија на председателот. Кој најмногу може да тропне и да влезе кај председателот? Секретарката. Телохранителици тука. И тие се во близина, меѓутоа секретарката негова може постојано, кога има потреба, да воспостави контакт меѓу странките и председателот. Очигледно во книгата Патриарси и пророци читаме дека Луцифер имал таква привилегија, таква шанса и можност да доаѓа и да ги слуша, да ги слушне од прва рака тие информации кои тројството ќе ги донесе како одлук. Очигледно, горе на небото владеела хармонија на вистинската љубов. Меѓутоа, нешто се случува сега горе на небото. Одиме во книгата на пророк Исаија, 14 глава, 13 и 14 стих, исто така може да читаме и во Езекија,
28 глава, 6 od 12 do 19 stih, no radi vremето samo ќе прочитам во Исаија 14 глава, еве што кажува пророк, како Господ тоа му го открил. Исаја не бил горе на небото, меѓутоа, како што ни Мојсий не бил во Едемската градина, како што Мојсий не бил кога бил Аврам, но Бог тоа како во панорама му го открил додека бил во Мадиамската пустиња, додека Мојсий ги чувал овците, Бог сето тоа му го открил. А Мојсий бил добар писар, зашто завршил египетска школа и знаел добро да пишува, и Бог затоа го употребил Мојсей да ги напише сите овие извештаи, првите 5 книги на Мојсија. Одиме во 14 глава, 13 и 14 стих вака вели: како падна, добро, тоа е 12-тиот, одиме на 13-тиот, зборуваше во своето срце: ќе се искачам на небесата над Божите звезди, ќе се издигнам престол за себе, на собирната гора ќе престолувам, на краен север, ќе се искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со кого? Со Севишниот, со најголемиот, со највисокиот. Знаел Луцифер кој е најголемиот. И тоа му сметало. Тој сакал да се изедначи со Христа. Христа му ги бодел очите. Христос представил проблем за него. И може да кажеме дека горе на небото законот на љубовта е основа на Божето владење, браќа и сестри. Среќа на сите разумни суштества, и тоа барало нивна целосна согласност со неговите начела на правдата. Бог тогаш, а и денес, може да кажеме, ги сака своите созданија. Го сакал премногу Луцифера. И зато не превзел мерки веднаш. Туку, како што знаеме, му дава шанса, му дава прилика. Но Бог сака ние доброволно да му служиме. Дотогаш, додека Луцифер не се помолил, додека Луцифер не пошла да размислува на друг начин, во небесата горе владеело едноставно, може да кажеме, хармонија, склад, додека љубовта кон Бога била најсвета и најискрена. Кога дошло промена? Тогаш кога еден од ангелите, а тој е Луцифер, оној најсилниот, најмокниот, со чин најголем ангел, кај него се зачнува првин љубомора, завист, односно гордост, самовозвишеност, алчност и алчност за власт. Тоа се растело на неговото срце. Знаете како едно млеко кога го варете во тенџере. Првин почнува да врие, така? И ако не го тргнете на време, што ќе се случи? Ќе претече. Очигледно во срцето на Луцифера почнало да врие самовозвишеност, гордост, алчност за власт. Тој сакал потајно да се изедначи со Севишниот и таму на северната страна, како што вели текстот. Божето предупредување на љубовта се одбивале од него и конечно Бог морал да реагира. Како пинг-понг топка, кога ја удараме во зид, што прави топката? Се враќа назад. Така љубовта Божја која постојано зрачала кон Луцифера се одбивала. Тој не ја прифаќал љубовта Божја, односно како Бог реагира. И затоа Бог решил да направи ред. Затоа Бог решил да реагира. Во Откровение го знаете тој текст, односно тие текстови каде што имаме извештај за првата војна над звездите. За првата војна што се случила горе во звездите. Откровение 12 од 7 до 9 стиг вака вели: и настана војна на небото. Михаело со своите ангели завојува против змевот. И змевот и неговите ангели завојува, но не устоја и не им се најде веќе место во небото. И 9 стих вели: и беше исврлен големиот змев, старата змија наречена ѓавол и сатана, која го заведува целиот свет, беше исврлен на земјата и неговите ангели беа исврлени. Веќе сестри, во почетокот кога Бог го создал човекот, својот карактер го копирал во ликот на Адам и на Ева, односно во нивниот карактер. Бог е полн со љубов, штом копирал дел од себе во карактерот на Адам и Ева, и тие требали да бидат слични на Бога, полни со љубов. Прва Мојсеева, ако читате таму во 2 глава, тоа ќе го најдеме. Бог му дава животен сопатник, вели Библијата. И така ја установата брак.
А во бракот ако нема љубов, не може тоа да се одржи. Гледате колку љубовта е важна. Од небото, таа љубов е преселена овде на земјата. Бог се копирал во карактерот на Адам и на Ева. Кога тие ќе создадат нови деца, односно нов брак и нов брак, тоа треба се копира од човек на човек, од жена на жена. Меѓутоа сатаната ја искористил својата нова прилика и во лицето на Адам и на Ева да внесе сомнеш. Истите тие карактерни лоши особини, кои сатаната ги развил горе на небото, сега ги развива во срцето на Адам и на Ева. Сакал да ја уништи таа агапе љубов. Дури ќе гибне и во она ерос љубов. Или она филеј љубов. Кај Каин и Авел, сатаната ја пореметил филеј љубовта. Таа братска љубов. И на жалост ги знаеме последиците. Човекот попуштил на искушенијата и многу брзо ги почувствувал последиците на гревот. Човекот ја изгубил довербата во Божјата љубов. Луѓето се оттугеле, се одвоиле еден од друг. Страдала дури природата, вели 80 стих во прва книга Мојсеева, 2 глава. Многу неволи, многу проблеми се срушиле на земјата. Во текот на историјата, браќа и сестри, Бог во неколку наврати јасно го открива својот карактер на љубовта, советувајќи ги луѓето, односно своите созданија. И најголемо Божје откровение, може да кажеме. Најголемо Божје откровение на човекот било преку Исуса Христа. И го знаете оној најдобар библиски текст, Јован 3:16. На Бога колку му омиле светот? Многу. Кога сакате вие на вашите мали дечиња да им покажете нешто големо, што правите вие мајки и татковци? Кога вели, сине, ќе ти купам голема чоколада, ги ширите рацете. Кога сакате нешто да покажете големо, замислете, Бог толку многу го засака светот. И тој Исус го покажал физички, кога распнат бил на крстот. Всушност, Исус, ширејќи ги рацете, покажал дека не сака сите. Очигледно Бог не престанал да ги сака своите деца. И тогаш кога погрешиле, и тогаш кога Адам и Ева му свртеле грб, и тогаш кога во пустињата викале против Бога, подобро да се вратиме назад во Египет, таму имавме тоа и тоа. Кога негодувале, кога застанале пред Црвеното море и сакале Мојсија да го задават фактички, а Мојсија немал начин да се оправда напред море, позади фараонова војска, лево и десно, вели Елена Вајд, карпи, и каде можел да гледа Мојсија единствено? Горе, во небото, и Бог изреагира. Бог пушта облак, ги заслепил фараоновите војници и му вели на Мојсија, што имаш во раце? И ја знаеме таа сцена и слика, браќа и сестри. И затоа преку целата историја Бог зрачи со љубов. Бог не се менува и во Еремија 31:3 вака вели, Еремија 31:3. Повикај ме и ќе ти одговорам, и ќе ти откријам големи и недостижни тајни за кои што не знаеш ништо. А во 31, читав јас 33:3, а сега 31 вака вели 3. Господ му се јави од далечина, те љубам или те сакам со вечна љубов, затоа ти запазив милост. Така се, ако таа милост не е запазена за мене и за тебе, не би биле пепел, би биле изгорени, би биле за секогаш уништени. Господ чува милост и за тебе, ако погрешиш во случај. Како што вели Јован, деца мои, ако и погрешиме, имаме застапник горе на небото. Љубовта Божја повторно може да се манифестира, но срцата наши треба да бидат отворени за таа Божја љубов. Божјата љубов е вечна, бидејќи тој е истиот вчера и денес и за секогаш, вели Павле во Евреите 13:8. Од досегашното излагање, браќа и сестри, можевме да видиме дека Бог не сака сите нас. Во тоа време, како што спомнав на почетокот, писателите се труделе да не го користат зборот ерос. Интересно, тие се обиделе тој збор да го заменат со љубов, со агапе љубов, очигледно сакајќи да направат една разлика. Дека таа ерос љубов, на жалост, понекогаш се лади. И знаеме дека доаѓа до раздвојување на тие партнери кои биле заедно некогаш. Но онаа љубов агапе, писателите сака да нагласат дека е постоена, дека е вечна, дека нема
кај неа заладување. Бог не сака постојано. Во првото послание до Коринќаните, во 13 глава, ги знаете тие текстови за љубовта. Овде пишува љубов, како мало подглавје, вели 13 глава, читаме од првиот стих, па може до 10-тиот, но ради времето само ќе прескокнам неколку стихови ќе прочитам. Ако ги зборувам и човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бронза. Бронза или кимвал, камбаната овде во Кавадарс, ја слушнавте у 7 сатот, секој утро чука. Ке чукне неколку секунди или 10-20 секунди, додека тропа таму и готово, нема. Видите, Павле со каква споредба ја споредува, ако немаме љубов, сите наши добри дела. Ако ги зборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бронза што звони или кимвал што звечи. И ако имам дар за пророкување и да ги знам сите тајни, сите знаења, ако имам сета вера, така што ќе преместувам и планини, а љубов немам, тогаш сум ништо. Беден. И додеме при крајот. Што љубовта не прави? Не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, не држи сметка за зло, не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината. И 8 стих вели, љубовта никогаш нема да престане. Она агапе, она вистинска, не ерос љубов, не филеј љубов. Се случува пореметување и во филеј љубов. Колку луѓе биле до вчера пријатели, а сега не сака да се видат, да се поздрават. Колку биле партнери заедно, на крајот секој на своја страна се отишол. Нова љубов Божја, вечната љубов, агапе љубов, останува за секогаш. Дури и ако се жртвуваме за некого, и рака да се дадеме за некого, и крв 5 пати да му дадеме, не вреди ако тоа не е од љубов. Бог, браќи и сестри, прв ја покажал љубовта кон сите нас. 1 Јованова, 4 глава, 10 стих. И сега, ако сме исполнети со таквата љубов, тогаш ќе имаме и плодови на духот. Кои се плодовите на духот? Знаете што пишува апостол Павле во Галатјаните. Да не ги читаме сите текстови, верувам се сеќавате, кога Павле зборува за плодовите на духот. Во 5 глава, еве ќе прочитам само неколку зборчиња. 5 глава од 16 стих, вака вели Павле. А ви велам, значи 5 глава, читам од 16 па до 25 стих, може да читате, меѓутоа ја ќе читам од 22. А плодот на духот е љубов, радост, мир, трпение, љубезност, добрина, верност, кротост, самоконтрола. Како почнуваат плодовите на духот? Што е на прво место? Приметивте овде? Љубов. Не стои добрина, не стои кротост, сето тие се добри работи. Или самоконтрола. Меѓутоа, Павле очигледно на прво место ја става љубовта. Колку светот навистина би бил другачие, браќа и сестри, кога ова особина карактерна би била на прво место во нашите животи. Како прв духовен род се спомнува љубовта, потоа доаѓа радост. Ако имаш љубов, ќе имаш и радост, ќе имаш и мир, ќе имаш и трпение, добрина, милост, вера, кротост и така натаму. Колку е важно да се негова вистинската љубов, најдобро се гледа во зборовите на Исуса Христа, кога дава една прекрасна изјава. Исус ја кажува следнава изјава. 13 глава, 34 стих, Евангелие според Јована. Ви давам нова заповед. Знаете, има луѓе христини кои велат има нови заповеди. Кога Исус вели, на овие две виси законот и пророците. Љуби го Бога и љуби го ближниот. И тие другите 10 заповеди како да ги стават на страна. Меѓутоа овде Исус вели, ви давам сега нова заповед. Да видиме која е таа нова заповед. Да се љубите еден со друг. Како што јас ве љуби вас, така и вие да се љубите еден со друг. Колку светот во кој живееме, браќи и сестри, би бил другчи, би рекле, кога би ја почитувале ова 11-та заповед. Ова е всушност таа Исусова 11-та заповед. Од друга страна, Исус јасно укажува каде води себичната љубов. Каде води љубов која е насочена кон себе. Тоа е нашето јас или его, односно егоизам. И затоа тоа его или егоизам води во грев, според Римјаните 6 глава 23 стих. Знаете што пишува таму? Плата за гревот што е? Да,
Павле, да прочитаме оригинално изјавата на апостол Павле во 6 глава, 23 стих. Зашто сите сгреши им недостасува Божја слава. Ние сме грешни, плата за гревот е смрт, подолу вели апостол Павле. Но благодатта или љубовта Божја не откупува, не спасува, не враќа повторно кај нашиот небесен татко. Вистинската љубов е искрена. Вистинската љубов е искрена во своето делување и таа се разликува од секоја работа. Само да прочитам, 6.23, јас прето читам 3.23, да комплетираме ова изјава. Зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар, вечен живот во Христа Исуса, нашиот Бог. Повторно овде, човекот сгрешил и заслужува вечна смрт. И затоа ние употребуваме вино, односно гроздов сок, кој го символизира Христа, како што е лебот, а виното крвта Исусова, кој тој се дал за себе да не откупи, да ја покаже таа вечна љубов. Пред тоа 4 години израелците пренесувале жртва. Секој јагне кога израелецот ќе го донесе и ќе ги стави рацете, ќе ги исповеда своите гревови, всушност тој условно добивал простување. Условно. На крајот од годината, кога првосвештеникот земал 2 јарења, едно го жртвувале, ги исповедал сите гревови годишни, а другото јаре што правеле со него? Исто ги исповедувале гревовите годишни и го носел човек таму далеко во пустињата, символично да гревот одиде далеко од нивните шатори. И тоа било церемонија која се повторувала секој ден, секоја година. И на крајот еве го жртвеното јагне. Како што вели Јован, крстителот, кога го видел Исуса, еве го јагнето, кога требало да го крсти на реката Јордан. Но да се вратиме повторно на ова мисла. Себичното срце може да прави големи дела, да ја признае вистината, да покаже понизност и сочувство, но побудите нови дела може да бидат нечисти и лажни. Делата кои извираат од таквите срца немаат мирис на живот и не носат плодови на вистинско посветување, бидејќи не се последица на вистинска љубов. Знаеме многу луѓе, кога биле помилувани од страна на председателот на државата, и само што излегле од затвор прават ново лошо дело. Има ли такви случаи? Се кајат, клечат, плачат, ќе бидам подобар, меѓутоа она лошо што е во нив повторно произлегува и излегува на виделина и прават уште полоши гревови. Еве, при крајот на ова размислување неколку цитати за вистинската љубов. Во книгата Патриарси пророци пишува: вистинската љубов е возвишено и свето начело, кое целосно се разликува од љубовта која се засновува на нагон и која одеднаш умира, која ќе се најде пред озбилен пат. Повторно ќе го земам бракот како пример. Во секој брак доаѓаат турбуленции. Тоа е така. Меѓутоа, ако ги поминеме тие турбуленции заедно, многу полесни посреќи ќе бидеме потоа. Меѓутоа, ако нашиот брак или нашето партнерство било само од лажна љубов, на првата кривина ние ќе се раздвоиме. Така вели овде. Ако љубовта се заснова на нагон и кој одеднаш умира, која ќе се најде пред озбилен испит. Во едно сведоштвото број 4 вака пишува: љубовта е билка на небесно потекло, кое мора да се негува и да се чува. Како некој цвеќе што имаме, мора цвеќето да го негуваме, да го залеваме, да биде на светлина. Значи, едноставно, ако сега цвеќето е надвор, ќе овене, ќе замрзне. Љубовта е билка од небесно потекло, кое мора да се негува и да се храни. И уште еден цитат: љубовта не е неразумна, ниту слепа. Таа е чиста и света, меѓутоа страста на телесното срце е нешто сосема друго. Конечно, да побарам и библиски одговор, зашто и поред копнежот на најголем број на луѓе на оваа земја за љубовта и среќа, сепак има многу зла. Сите ние сме доживееле некое зло. Сите ние сме доживееле некоја неправда. Иако луѓето се стремаат за еднаквост, се стремаат за љубов, меѓутоа
Нашата грешна природа е таква каква што е. И затоа Еремија во 2 глава ги запишал овие зборови што сакам сега да ги поделам и да ги прочитам пред вас. Еремија 2 глава 13 стих вака пишува: Зошто мојот народ направи две зла, ме остави мене, изворот на живата вода, да си ископа кладенци за себе, испукани кладенци што не можат да држат вода. Каде е проблемот? Кај Бога или кај нас? Кај нас очигледно. Бог постојано зрачи агапе љубов. Тоа е како сонцето, и ден и ноќе, свети. Меѓутоа, што направили израелците во своје време? Сакајки да имат нешто поразличито, да бидат или слични како околните народи, вели си ископаа извори, изворот на живата вода го оставија. Се ископаа своји извори, испукани кладенци што не може да држат вода. Ако и ние се уморивме, може би, од текот нова календарска година, браки и сестри, може би напукнаа нашите стомни или нашите извори од каде што црпиме, сега е време да повторно се вратиме и да го земеме оригиналот на Божјата љубов. Да се вратиме кај Бога. Тој има начин да ги тие пукнатини да ги залепи, да ги зацврсти, да во годината која е пред нас да бидеме појаки, посилни, повеќе исполнети со љубов, да зрачиме мир во ова немирно време, кога многу луѓе денес се оплашени, па и кај нас тој страв преовладува, но да ги предадеме нашите животи во Бога. Човекот упорно бара љубов и среќа таму каде што таа не се наоѓа. Моќта на самообмана е страшна, но никој не мора да биде излаган доколку тој самиот тоа не го побара. Бог денес ни порачува. Таа порака сакам на крајот сосема за ова размислување да ја прочитам. Таа порака е од Бога, од изворот на агапе љубовта, од изворот на тој небесен кладенец, од каде што можеме постојно да бидеме поврзани и да црпиме сила и љубов. Господ му се јави од далечина. Те љубам, те сакам, те милувам. Може да додадеме секакви слични зборови. Те љубам со вечна љубов. Не она ерос променлива, не дури она филеј братска што понекогаш знаа да се поремети, да се залади. Ова е вечна љубов, татковска љубов, небесна љубов, агапе љубов. Те љубам со вечна љубов, затоа ти запазив милост. Тој збор запазив ме потсеќа на Јакова, кога го прелажал својот татко Исак, додека Исав отишол по лов, што прави Јаков? Под наговор на мајка му се преоблекува, ги прави тие трикови, а Исак веќе слеп, не можел да ги препознае, и кога дошол да побара благослов Јаков, што вели Исак? Гласот е на кој? Гласот е на Исав, но телото покажува на Јаков, така? И му дал благослов. И во тоа време доаѓа Исав од лов и тој зготува храна и му принесува на татка си. И сега Исак стаписан. Исак се тресе од страв, што направил? Благословот го дал на кого? На Јакова. А Исав клечи, плаче, вели: тато, дали ми запази за мене нешто? Дали сочуви за мене барем малку благослов? Сеќавате на таа слика? Па добро, вели, сине, и за тебе имам нешто. И му кажува: ке бидеш подчинет, ке бидеш ова, ке бидеш она. Те тој збор запазив. Овде вели: Бог ти запазив милост, сочував милост и за тебе. Господ има милост и за тебе и за мене. На крајот сме од годината. Имало моменти кога сме паѓале, сме станувале, но сега сме овде. Фала на Бога за неговата милост, за неговата љубов и заштита и за ова голема жртва што ја дал за нас. Да бидеме спасени со Христа и таа агапе љубов да ја чувствуваме за сета вечност. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.